Председател Трамп ги поздрави членките на НАТО за зголемувањето на придонесот во заедничката одбрана, но посредбата со генералниот секретар Јенс Столтенберг во Белата куќа рече дека тоа не е доволно. Очекуваме да стасаме до нивото од 2% од бруто домашниот производ и можеби повеќе. Можеме подобро, но засега само 7 членки остваруваат заложбата. Сите членки се обврзаа дека до 2024 да издвојуваат по најмалку 2% за одбраната. Гласот на Америка на маргините на самитот го праша министерот Димитров колку Северна Македонија е подготвена да го постигне прагот со оглед дека наскоро станува 30-та членка. Многу реално и ние сме цврсто стоиме за таа заложба дека ќе успееме да го достигнеме тој праг од 2% од бруто домашниот производ пред или заедно со сите други сојузници 2024 година. Зошто е важно секоја членка да се придржува до преземените обврски за подеднакво членство во заедничката одбрана. Курт Вокер, поранешен американски амбасадор на САД во НАТО, за Гласот на Америка објаснува. Every country is expected to spend at least 2% of its GDP on its own defense. Секоја земја се очекува да издвојува 2% од бруто домашниот производ за одбраната. Не давате пари некому или пак издвојувате за некој буџет на НАТО. Ги трошите за себе. Тоа е демонстрација на заложбата кон сопствената безбедност, што му дава доверба на НАТО дека се работи за држава на која може да и помогне да се одбрани. Дали истите критериуми за партиципација во заедничката одбрана ќе важат и за другите аспиранти, како Украина и Грузија, например, кои отворено лобираат за членство во НАТО? Да, категоричен е Јанош Бугајски од Центарот за анализи на европската политика. Because it's not just a question of the 2%, it's also a question of how you spend it. Не е само прашањето за 2%, туку и како ќе ги трошите. Некои држави трошат поефикасно на опрема која им е потребна, согласно капацитетите на НАТО. Некои држави пак имаат гломазни буџети за одбрана, но ги трошат за социјални програми, за пензии. Потребно е да се инвестира во армиска опрема. Откако Русија го присвои Крим во 2014-та, членките на НАТО се согласија да ги заекнат буџетите во одбраната и да одвојуваат по 2% до 2024-та. САД во моментов издвојуваат околу 3,4% од бруто домашниот производ. Само 7 од 29 членки на НАТО го стасале или надминале прагот од 2% за одбраната.